Желе родителите? Имаме впечаток, значи и преку нашите СОС телефони, преку бесплатната правна служба, дека не сакаат сите психолози и педагози да се замараат со агресивните ученици. Едноставно агресивните ученици остапуваат простор, завземаат се поголем простор за сметка на оние кои одат да се образуваат и да се едуцираат. Од каде агресија? Агресија, многу индикатори има за агресија. Значи, вие како медиум можете да продуцирате агресија, политичките партии со нивниот говор на омраза, нетолерантно општество, значи воспитно-образовниот процес не ни е сведен на култура на мир, на култура на меѓусебна почит, разбирање, не се вградени сегментите на мировно образование во сите предмети, не се работи доволно со учениците во нивното слободно време, нема едукативни, креативни работилници, нема дебати, нема форуми, не се почитува доволно детското мислење, децата, учениците не се вклучени во креирање на нивните потреби во училиштето, иако во некои училишта има кодекс на саморегулација, и тој не е доволен затоа што тука треба да се вклучат и родителите, и наставниците, и учениците. Значи еден начин на меѓусебен договор, принципи, вредности, норми, кои учениците, родителите, со активно учество на родителите и наставниците, кои треба да водат сметка што се случува со децата, а не со училишниот звон, да се исклучат од потребите и проблемите со кои се среќаваат децата, да бидат активни чинители на превенирање на насилство. Да одиме на оно што е суштинското. Прво, родителската грижа или не грижа? Колку влијае? Сите наоди, истражувања во странство што се вршени до сега укажуваат дека значаен фактор се родителите и дека се инсистира на поголема вклученост на родителите во образовниот процес. Поголемата вклученост не значи само заинтересираност, туку и будност, посети во училиштата и како да речем, следењето на детето во смисла на тоа како го користи слободното време, со кого другарува и така натаму. Не во смисла на да речеме целосна контрола, но да знаат родителите со кого нивните деца се дружат, како го поминуваат слободното време и така натаму. Како вие граделе таа пирамида, кои се елементи влијаат? Еве рековме еден дел се родителиве, потоа вториот дел колку медиумите влијаат, колку дружењето влијае, колку средината влијае. Ви кажав пред малку дека ако се тргне во систематска анализа на каузалната структура на насилните акти или разните манифестни форми на агресивно однесување, ќе видите дека ќе дојдете до многу причини кои се поврзуваат со тие манифестации. Но, кога ние вака здраворазумски се обидуваме да го објасниме тоа, ние најчесто ја применуваме хевристиката достапност. Таа прва информација или пример, асоциација на наставно што ќе ни дојде на ум, ја сметаме како најрелевантна, а таа може да не се покаже како тако. Например, факт е дека денеска во наши училишта како наставниците губат контролата во образовниот процес, ме разбирате. Кога родителите ќе дојдат на родителски состаноци, тие обично вината ја префрлаат на наставниците, а наставниците велат ние сме немотни, што да правиме кога ни доаѓаат такви деца, ме разбирате. Кај дефинирате одговорноста? За одговорноста мора да се зборува во вакви ситуации. Одговорноста дефинирам пред се во општеството. Одговорноста дефинирам за губењето на етичките вредности, се помалку губењето на линкот помеѓу семејството и родителите и децата. Нешто што го запоставивме во таа трка по пари, во многу политика, во многу обвинувања, во раслојувања, во социјални нееднаквости и така натаму. И мислам дека на тој сегмент најмногу треба да обрнеме внимание. Ова го зборам од аспект на тоа ако сакаме нешто да постигнеме. Инаку за политичка одговорност во секој момент можеме да разговараме. Не се согласувате со оставките како дел од одговорноста? Постои морална одговорност, се согласувам со тоа. Директорката вчера поднесе оставка, иако сметам и сметав се уште дека таа е една од директорките која беше многу проактивна, која успеа во едно училиште со мултиетнички состав, со повеќе заедници да направи една многу силна кохезија, една многу силна интеграција. Ја лично како министер не побарав
од незе одговорност за овој инцидент што се случи. Мислам дека одговорноста нема да промени ситуацијата. Ниту оставката на директорката, ниту не знам оставка на градоначалник на град Скопје или моја оставка нема да го реши проблем. Имаат ли концепт педагозите, психолозите во училиштата, освен она се случува инцидент, доаѓа, не треба така да правите, се враќа пак во средината? Не, тие да ви кажам, вулгаризирам, но секојдневно нивната работа, како да ви кажаме, вклучува активности на давање помош од таква природа. Разбирате, само што ние како јавност или вие како јавност реагирате кога ќе се случи некој навистина трагичен инцидент. Психолозите, педагозите ги доживуваат како крајен инструмент мерка за санкција, а не за превенција. Значи, кога ќе те прати наставникот кај психологот, веднаш учениците знаат дека тој нешто сгрешил. Психолозите, педагозите немаат таа задлабочена превентивна улога. Нивниот изговор е дека имаат 300-400.000 деца во едно училиште не може да постигнат. Отсуствува координација со центрите за социјална работа, бидејќи ние инсистираме како прва детска амбасада секој училиште да има социјален работник, од едноставна причина социјалниот работник е тој кој може навремено да детектира семејство ризик, дисфункционално семејство, бидејќи најчесто корисници на социјална помош се тие семејства, да поведе, да даде своje мислење на психологот и педагогот за да може да се работи навремено со оваа деца, со оваа група на деца кои најчесто ги причинуваат и овие инциденти. Може би се виновни, да, многу. И што потоа? Дел од вината е сноси целото општество. Значи, како ние, како општество, продуцираме такви личности, како ние продуцираме такви млади лица, наместо да си ја префрламе вината, може би било добро ние сите да размислиме што би можеле да направиме за да не дојде до вакви или да ги сведеме барем на минимум. Што би било систематска природа? Па еве можам да ви посочам еден таков привод што е применет во Норвешка на почетокот на 80-те години. После неколку самоубиства на ученици во основно училиште, ја сваќаат значи сериозноста на проблемот и се обидуваат да ги вклучат голем број, значи многу, околу 90.000 деца во Норвешка, изработуваат програма во која се вклучени на програма која вклучува активности на различни нивоа, значи не само училишните психолози, педагози и така натаму, туку и директорите, представниците од локалната заедница, медиумите и така натаму. И да ви кажам дека таа програма после 20 месеци од примената даде навистина неверојатно ефикасни резултати. Според изјавите на учениците, 50% од она што се случувало, за 50% се намалени бројот на насилните акти во училиштата. Што значи, можно е да се редуцираат, но навистина треба еден системски прihод. Социјалните служби да работат и со родителите, затоа што може би тие деца потекнуваат од проблематични семејства. Очигледно дека таму во семејството нешто се случувало. Значи, каде се социјалните служби за да види што се случува во тоа семејство, како тие деца растат, во кои услови растат, кои пораки ги добиваат од семејството, како они дошле да изгледат такви системи на вредности, како дошле до тоа да своите проблеми ги разрешуваат на таков начин. Значи, тоа би требало да биде нешто, како да кажам, добро обмислено, со многу стручњаци, со многу луѓе кои ќе бидат во тоа вклучени и да постават системи, начини на реагирање, да постават критериуми. Значи, тоа би била една голема, баш онака глобална работа во која би можеле многу луѓе да бидат вклучени и да се направи некој систем на помош. Некогаш родителите и покрај тоа што сакаат, не можат. Инцидентите настануваат меѓу младите и во школскиот двор, надвор од школскиот двор. Значи, децата ако се препуштени сами на себе,
и не се работи со нив после училиште или за време на училиште, едноставно тие нивната агресија ја пренесуваат надвор, во училишниот двор. И многу инциденти така се случија во последните неколку месеци. А она што нас не загрижува наставно што се случи во Драчево, кога едно дете беше прободено со нож. И таму имаше исто удирање со шипка во глава. Не се превземи и тогаш одредени превентивни активности, санкции, се заговара, значи, дека безбедноста ќе се гарантира со обезбедување на видеокамери и за вработување на 1 до 2 кои ќе гарантираат безбедноста, но овие што работат во службите за безбедност многу се фокусирани внатре што се случува во училиштето, не надвор во училишниот двор или пак пред училишниот двор. И едноставно конфликтите кога не се решаваат на време, нема концепт, стратегија, би рекол, за миролюбиво, ненасилно разработка на конфликти, конфликтите настануваат и тогаш нема кој да ги превенира. Наставниците не се доволно сензибилизирани и обучени за таков тип на комуникација со децата. Американците уште пред неколку децении го забележуваат овој проблем. Мислам, оние кои што се занимаваат со насилството по медиумите и какви потенцијални ефекти може да има. И пресметале дека еден ученик што завршува до завршувањето на основно училиште ќе биде соочен со 8000 убиства на медиумите и околу 100.000 насилни акти прикажани на медиумите. Можете да мислите каква бројка е таа. И тоа значи дека и нашиве деца постојано се соочуваат со насилството на медиумите, а уште повеќе да речеме со зголемувањето на бројот на видеоигрите и достапноста на тие видеоигри, насилни игри. Што е сликата со насилството во видеоигрите? Па, видите, во едно истражување што го правевме ние пред неколку години за играњето, за да утврдиме дали постои поврзаност меѓу играњето видеоигри со насилна содржина и манифестациите на агресивните постапки во училиштата, не најдовме некој висок степен на поврзаност. Единствено како релевантен фактор се покажа местото на играњето на видеоигрите, односно се покажа дека оние деца кои што играат видеоигри во игротеки, значи кои што играат групни игри, тие покажуваат поголем степен, односно манифестираат поголем степен на агресивни постапки кон своите соученици. Така што пак тоа не може, како да кажам, да се поврзе со местото на играњето, ама може посредно да укажува на непостоењето на родителската контрола на она што децата прават во слободното време. За илустрација, во истиот ден кога се случи несаканиот случај во ГУЦ Здравко Светковски, кога беше убиен еден ученик, во исти ден во Бразил еден друг ученик со пиштол утепа 12 своји соученици во Бразил. И во истиот ден во Англија професорите излегоа на протест против родителите, против учениците и недисциплината во училиштето. Рекоа не можеме ние повеќе да предаваме во училиште. Значи, на сосема различни држави, со различен ниво на развој, со различен број на жители, различни проблеми и предизвици, се случува еден ваков ист феномен. Затоа реков, феноменот е многу глобален. Го најавувам вториот блок реклами, а потоа заклучоците на моите соговорници. Дали изолација на проблематичните, колкави се казните, кои се новите протоколи, кои ги подготвува државата за неодговорните родители, се тоа по рекламите. Конфликтите доаѓаат како резултат на препукување она што го слушаме од политичките партии кои не внимаваат доволно на говорот на омразата, на јавните медиуми. Ако би требало да направите некаква пирамида на што се влијае. Значи, од пирамидата секогаш е одговорноста родителите број 1. Тука не можеме да ги амнестираме родителите од одговорност. Значи, говорот на омразата може да биде и дома. Ако не се не се комуницира на соодветен начин дома, детето го превзема моделот на родителот. Значи, ако наставникот, психологот, педагогот не превенира насилство или ги поддржува таков тип на комуникација, детето го зема моделот на воспитувачот. Моделот може да биде и медиумот исто така. Значи, детето се идентификува и има потреба да ја оправда улогата на главен јунак, посебно кај на агресивна структура на деца, кои на тој начин
пополнуваат празен простор во однос на дисфункционалност, неисполнетост во образование, недоволна посветеност на образование и така натаму, а вклучително и интернетот. Јас сум запрепастен кога ќе појдам на родителска средба и кога класниот раководител едноставно